Не е вистина дека пензионерите беа избркани со обезбедување, туку состанокот го прекинав бидејќи бев навредена. Вака се брани министерката за труд и социјална политика за случајот на пензионерот Трајче Станојков, кој кажа дека Тренчевска повикала обезбедување да го избрка од владата, додека траел состанокот за нивните барања за покачување на пензиите. Министерката тврди дека ги примила во владата со добра волја, а тоа што се налутила и го прекинала состанокот немало никаква врска со прашањето од пензионерите како може да најдат пари за зголемување на платите на функционерите, а за пензионерите да нема. Станојков нека излезе пред јавноста и нека каже пред јавноста искрено што рече за мене како министерка и за останатите присутни на состанокот. Не беа изфрлени, состанокот беше прекинат од мене и од шефот на кабинет на премиерот заради недоличното однесување. Далеку од тоа, владата е на граѓаните и канцеларијата од просторот каде што бевме е на граѓаните и ние ги примивме со добра волја. Според пензионерите, на состанокот пред 2 дена во влада имало жестока дискусија кога ја прашале министерката дали меѓународните представници во земјава знаат како таа се однесува со нив. Оваа дискусија, според Станојков, ја изреволтирала министерката, па во недостаток на одговор ги избркала. И таа и повика обезбедувањето и кажа дека на таков начин не можеме да разговараме. Јас видов дека нема атмосфера за разговор и ги повикав колегите, значи да ја напуштиме заедничкото сред. Да, тоа обезбедување дојде горе и така речено на некој начин не изфрли, разбира се, од влада. Пензионерите со недели се на улица за да го изразат својот револт за малите пензии со кои, како што велат, не можат да живеат. Бараат линеарно покачување на пензиите од 3500 денари, а не процентуално, или минимална пензија од 18.000 денари. Додека на плюс 30 пензионерите се на улица, министерката последно вели дека се формирани работни групи и се дискутира. Според она што го изјави во работните групи, очигледно не се зборува за покачување на пензиите, туку тие биле фокусирани на поголем број на мерки во поглед на здравствените услуги за пензионерите и за социјални мерки за подигање на нивниот животен стандард.